Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данси Макабре со своето 578 издание. А во денешната епизода на Данси Макабре имам чест и задоволство да ми гостува еден повратник во емисијата и еден од основоположниците на ова радио, чие повторно доаѓање е најдобра индикација дека континуирано ја збогатува домашната филмска ризница со нови остварувања, овој пат надополнувајќи ја документаристиката со едно впечатливо љубовно писмо на едно занемарено Скопје, кое, иако не може да го скрие своето бетонско лице, доволно не ја цениме неговата убавина, па авторот реши својот восхит од потенцијалот што можел да го има главниот град да се претвори во еден метрополис од бетон, стакло и железо, да му го посвети и започнал да наликува, но никогаш не бил докомплетиран тој архитектонски сон. Режисерот ги истакнува неговите сведоштва во градењето на тоа бетонско руво на Скопје, кое денес доживува немил фейслифтинг затоа што кичот нели е во мода, а со помош на филмот Време на бетон ќе посведочиме на сосема поразлични вредности кои денес се занемарени, за кои сум привилегиран, што ќе разговарам со режисерот Игор Иванов Изи. Добре дојде назад во Статрек. Здраво, Златко. Добро те најдов. Кажи ми, кога за прв пат се јави потребата да го документираш бруталистичко Скопје? Се роди најпрвин од љубов или од реакција против занемараноста на убавината? Види, за секој еден скопјанец, особено од нашата генерација, можеби десетина години плюс и минус, скопскиот бетон е фундаментот врз кој е изградена нашата младост и нашиот живот, генерално, нашиот културен профил. Но морам да бидам прецизен и да кажам дека овој филм не е моја лична идеја. Тука ме покани во овој проект Томи Салковски, мојот долгогодишен другар и соработник, со кого имам направено многу проекти, ме покани и не е така лесно и волно влегов во сето ова, бидејќи знаев што тоа ќе значи. Мислам, предпоставував. И на крајот се испостави дека не тој туку јас имав право, во смисла на тоа дека го работевме филмот 3,5 години. Не беше лесен тој процес, бидејќи ова е, вака во наводници речено, мал проект. Како продукција, можеби помал зафат од она што претходно јас и Томи сме го работеле. И го работевме некако меѓу проекти во слободно време, условно речено, иако ништо не запоставивме. Така. Но беше навистина тешко да се дојде до посакуваниот резултат во смисла на обезбедување на архивата, да се најдат вистинските агли, бидејќи она што од скопскиот бетон и бруталистичката архитектура на овој град е останато, е прво прилично девастирано, уништено, а исто така и заградено, преградено од разни грмушки, дрвја, кои без контрола растат, да речеме, ако го погледнете архивот на град Скопје, ќе видите дека вие од никаде не може да го снимите. Го проголтуваат. Што е своевиден нонсенс, бидејќи станува збор за едно од највредните архитектонски дела што овој град ги поседува. И тоа беше навистина една тешка агонија како да им се приде на градбите да бидат снимени. Тука дронот заврши работа. Јасно. Многу, но исто така и за кој беше задолжен патем Томи Салковски. Томи ги сними кадрите од дрон. Снимател беше Гого, Георги Клинчаров, кој заврши исто така извонредна работа со својот гимбал и од неговиот статив. Се најдоа агли, успеавме до некаде, но далеко од тоа што беше посакувано. Но без разлика на тоа, ние раскажавме приказната која сакавме да ја раскажеме. И уште од самиот почеток, мојот услов беше дека ова ќе биде филм кој ќе биде раскажан како еден своевиден филмски есеј. Така. Ќе биде една нарација искажана од некој актер, во прво лице еднина, дека нема да има никакви изјави од некакви луѓе, архитекти, сведоци и така натаму, бидејќи тоа само може да направи една дистракција во приказната за Скопје, која се трудевме и се надам дека во голема мера успеавме да биде вистината. Така, а да не беше растен во постземјотрес на Скопје и да не беше врзан со неговиот раст, ќе беше подеднаков приврзаник за неговиот бетонски лик? Не можам да кажам, бидејќи не сум бил во таа позиција, но верувам дека ќе беше така, ако успеев да ги негувам оние естетски вредности во кои со кои сум задоволен уште од мало.
Така. Сега не можам да кажам, знам дека има луѓе што се родени да речеме во Африка, а се прибеници во како се вика во од еден тип на архитектура кој нема никаква врска со нивниот континент. Да не зборуваме за луѓе што студирале во Скопје и така натаму, мислам, секој на свој начин го доживува. Јас зборев за себе, лично, инаку мислам дека не постојат ограничувања во таа смисла. И не треба да постојат. А кажи ми па, зошто сакаше да ги кадрираш осамнати објектите, наместо со луѓе како што троварат низ нив за да се забележи таа минусколност на човек визави зданието? Зошто сакаше да им го дадеш севкупниот примат? Јас сакав архитектурата само по себе, така соголена, како што и самиот натур бетон соголен да биде прикажана во една скулптурална смисла. Добро. Како условно да кажам, како каталогизирана да биде таа и сите тие објекти, иако ние ги спомнавме сите објекти, а се осврнавме само на 4 од нив по-детално ги разработив. Да. И мислам дека секој тип на живот кој ќе биде внесен во вид на слика, а не во вид на звук, тоа беше мојот концепт. Колку е тој успешен ќе цените вие, критиката и публиката. Но дека тоа треба да биде така, а дека се останато треба да биде во звук. И не знам дали ти забележа кога го гледавме филмот во кино дека во звук се појавуваат и реминисценции звучни. Да. Од Джагор во факултетите, од Джагор на железничката станица, во студентскиот дом и така натаму, и сметам дека барем се уште мислам дека, можеби така нема да мислам за 2-3 години, но се уште мислам дека тоа беше точниот избор. Да, како духови провејува во ходниците, конкретно на факултет, барем во очливо беше тоа. Сега, ако и гледаме па бруталистичките градби како битија кои не би биле неми, што би имале да кажат за нивниот третман денес? Тие имаат многу тажна судбина. Јас ги доживам како овенати цвеќиња, кои се како некои кактуси толку мокни, што може да преживеат без вода уште многу години и онака живеат. Бетонот е тешко унишлив, мислам дека оние кои се обидуваат да го разобличат пред известно време, нели постоеше еден таков проект, дека едноставно без проблем ќе ги срушеа, да беше тоа едноставен потврат, но тоа не е така едноставно. Мислам дека и бомби и земјотреси ништо не им можат. Го видовме пожарот во шалтер салата, кој ги уништи точно прекрасните мурали на Борко Лазевски, но објектот ништо не му се случи. Но затоа се обидуваат да ги обезличат, да ги заградат од сите страни, да некои од нив да бидат целосно напуштени и ставени, извадени од функција, значи да останат без функција. И мислам дека тоа е една тажна слика, она што е со кое овој филм во суштина се занимава, тоа е културниот профил на нашата генерација, која на ниеден начин не најде за сходно да ги спаси. Да ги згрижи, да. Да ги спаси, да ги згрижи, да им го врати животот што тие го заслужуваат. Колку па носталгијата знае да влијае во сеќавањето, односно во спомените, колку ги менува, сметајќи дека може би било подобро или полошо од тоа што се сеќаваме? Јас се сеќавам дека кога јас бев мал, ние бевме деца на кои тие објекти ни се допаѓаа. Затоа што беа како објекти од иднината. Јас припаѓав на една, да речеме, група што негуваше панк култура или да речеме некои постпанк вредности во тоа време, некои бендови од типот на, не знам, Joy Division, Bauhaus и така натаму, и кога ги гледавме нивните арт work решенија, омоти на плочи, фотографии каде тие се сликаат, тоа некако многу имаше врска со оваа архитектура. Да не зборувам за пеколниот портал. Така. На Кюбрик кој е целиот снимен во бруталистички некои градби. Исто така првпат кога отидов во Лондон, ја видов Tate Gallery и други објекти, свадев дека тоа не е само дека најдобрите места што мене ме интересираат, што се во зоната на мојот интерес се токму припаѓаат токму на таа архитектура. Одлично. И така некако не знам. Значи не се менува тоа што во минатото си сметал дека можеби е таков спомен, меѓутоа носталгијата со текот на времето не го разубавува или разгрдува. Не, сакав да кажам дека нашите родители, кога велам, сега не мислам конкретно на моите родители или твоите, така. Но едноставно таа генерација не ги сакаше баш објекти. Добро. Сеќавам на некои тетки
што јас ги памтам од тоа време, што викаа, па каква е оваа пошта, што е ова, ова личи на некоја обсерваторија. Аха, така. Или страно им делувале. Да, несвојствено за нив. Да, исто така, знаеш што е тука многу важно во овој дел? Дека во 63-та година после земјотресот, кога се одлучува ова да се гради, многу повеќе свесно отколку несвесно, одредени политички инстанции, поддржани од академици од тоа време, писатели, сликари и други видни луѓе, па и луѓе од филмот, го стимулираат рушењето на... Тие не се обидуваат да ги спасат, да речеме, Народната банка. Потоа Народниот театар. Зборам за оние стари градби. Добро. И разни други градби на Скопје што постојат, затоа што тие се оставштина од едно српско време. Okay. И земјотресот е само шанса, таа символика и тоа такво нешто, како да кажам, таа таштина, таа оставштина да се сруши и да се изгради нешто ново што ќе биде израз на нашата нација. Така. И така се градат новата библиотека, па и македонската радиотелевизија, каде што сега се наоѓа, се разбира многу подоцна, и новата пошта, новата влада на Република, на Социјалистичка Република Македонија во тоа време, што е практично тоа е партија, не е влада. Добро. Тоа што е Сојуз на комунисти, но денеска е влади sejedno, тоа е главната управна зграда, бидејќи во еднопартискиот систем тоа беше поважно од тоа што се нарекуваше Републички извршен совет. Така. Народната банка, која исто така едно архитектонско ремек дело, Македонскиот народен театар, односно мислам сега на денешната МОБ, Македонска опера и балет, но тогаш што е театар. Тогаш таму се сместени и театарот и операта, ама што е монтажниот објект, што е денеска театар комедија, тоа се нарекуваше стар МНТ. Значи, нашата нација преку бруталистичката архитектура го гради својот културен идентитет. И тие практично тие градби се сршта на нашиот културен идентитет. Да не зборувам за Универзитетот Свети Кирил и Методи. И најголем дел од овие објекти, иако тука учествуваат и Кензо Танге со железничката станица и Марко Мушич со Универзитетот, најголем дел од овие објекти се изградени од наши архитекти, македонци, и тоа е најголемата вредност што ние имаме архитектонска од она што може да се нарече современа архитектура денес. А зошто па треба да бидат загрижени жителите за изгледот на нивниот град? Тоа е, мислам дека суштинско прашање, тоа исто како да ме прашате зошто треба да бидам загрижен за изгледот на својата соба или својот дом. Затоа што повеќе, колку што гледам, се загрижени за изгледот на своето тело, отколку за изгледот на телото на градот, всушност. Затоа што повеќе внимание се посветуваме за како изгледаме и како сме восприемени од светот, отколку каде живееме. Ние за жал Тој однос помеѓу човекот и градот ми беше повеќе. Да, ние за жал живееме во едно време во кое се почесто од кафаните и кафетериите околу мене, тука во центарот на Скопје можам да слушнам некакви српски турбофолк, ново компонирани музики. Не беше така во едно време. Порано постоеше тоа, но некаде во периферијата на градот, во Лисиче постоеше едно место што се викаше, не знам, Лисабон, или некаде постоеше Ханибал, што не ги знам тие места, но сум ги слушал затоа што некои луѓе од на смеа шала заглавуваат таму, па биле, па раскажуваа, не е важно, но само едноставно тоа сега е дел од нашето секојдневие и нашето окружување. Таа естетика со транзицијата и нашата непосветеност, едноставно се променија многу работи во општеството. Провинцијализмот си го зема своето место, она што социјалните мрежи придонесува кон тоа, Vox Populi и така натаму, без... А сето тоа се должи на отсуство на една сериозна културна стратегија. Сериозна образовна стратегија, сериозна културна стратегија, за која нашето општество и политичките инстанции немаат идеја веќе, можеби, која е ова, 4-та деценија? Треба нештото да се промени очигледно со оглед на тоа што и јас го забележувам тој феномен кој што го наградува животот на Скопје, и за еден главен град не му доликува тоа, посебно ако не се има свој став и свој јас. Каде може да се погледне Време на бетон? Да напоменеме на почеток. Време на бетон овие денови се прикажува во МКЦ. Така. Мислам дека играше на 22. Мислам дека до денеска, не знам дали и утре. Не сум за тоа сигурен, може да се провери, исто така и во кинотеката на Македонија. Така.
Мислам дека има една проекција, бидејќи тоа нешто ми остана во глава на 28, има и претходно. И 27 и 28 мислам дека. Да, но 27 не сум сигурен, можеби таа од 6 поручек, 28 од 8 сигурно. Знам дека треба да одам на таа проекција, па така ја запамтив. А во МКЦ има исто така и други термини, не знам кога ќе биде. Така, моментално барем може да се погледне во овие термини кои што ги напоменавме. На почетокот на емисијата ја слушаме Susie and the Banshees, односно со Cities in Dust, ќе продолжиме во истиот фазон, односно Happy House ќе ја слушнеме од Susie, заради тоа што се погодија двајца љубители на Dark Wave да бидат моментално во канал 103 на World Goth Day, така што мора да ги испочитуваме ако ништо друго. Овој правец во кој што уживаме, а останете со канал 103, ќе продолжи разговорот со Изи за Време на бетон. Данс е макабра емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 578 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, емисијата Данс е макабре, 578 издание, со мене во студиото е Игор Иванов Изи и ќе разговараме во текот на емисијата за Време на бетон, неговиот нов документаристички потфат. Кажи ми, имаше работни наслови, односно кога пресече да биде Време на бетон или од почеток беше тоа инициирано? Не, тоа беше од почеток. Така филмот е од почеток пријавен во агенцијата за филм под тој наслов. Имаше размислување дали може би треба да биде бетонско доба или доба на бетон, но остана овој наслов, иако неговиот англиски наслов е Concrete Time, што е двосмислено, затоа што Concrete Time може да значи бетонско време, но може да значи и конкретно време. Да. Така шубава игра е. Англискиот назив е доста интригантна игра. Се согласувам. Дали бруталистичката оставнина некогаш би била простор во кој што би се одвивал некој твој игран филм? Па не сум размислувал за тоа. Иако можеби приватно сум повеќе фетишист, во филмовите гледам да биде што повеќе веродостојна работата што ја работам. Сепак тој аспект на плаузибилност сметам дека е многу значаен, особено како минува времето, како минуваат годините, тоа станува се поважно и поважно. Веродостојноста. Таа порано ако гледате филмови од пред и не така одамна до пред 30 на години, ако денеска ги пуштите, тие може да бидат добри. Не е тоа спорно, но аспектот на веродостојност е многу помало од она што е денес. Денес е тоа круцијално. Воопшто не е случајно што документарните филмови порано тие беа секако дел од возможен дел од Кан, Венеција или Берлин. Но денес и Оскар дозволи документарните филмови да бидат на пример во делот на неанглиско говорно подречје што се вика Оскар за интернационален филм. Од скоро време, од пред 7-8 години, и документарните филмови се дел од таа селекција. Што значи дека филмот веќе не се категоризира по род, туку по категорија. Значи не е важно дали е филмот документарен или е игран, туку е важно дали е краток или долг. Како што тоа порано во Европа беше на овие што се главни фестивали, но во Америка не беше никако тоа застапено, сега тоа стана и таму, едноставно тоа е принципот. Имате долг метар и краток метар. Средниот одамна е укинат. Франција се уште нешто се бори и има, тоа е една носталгична. Да, има неколку фестивали кои што само среднометражен форсираат, меѓутоа тоа некој фолклор, една одоставнина од друго време, кога си ставен пред предизвикот да екранизираш едно предземјотрес на Скопје, каков живот сметаш дека би се живеал пред таа катастрофа? Кога требаше да го естетизираш? Мислиш кога не би се случила катастрофата или што? Со материјалот кој што го имаше на располагање, со оглед на тоа што треба да реконструираш еден. Не ми е мене прво искуство со документарен филм на каде што треба да бидеме ние соочени со архивски материјал. Сум имал такви искуства и претходно и морам да кажам дека ние сме најслаби. Ако во нешто ние сме како држава и како нација слаби во многу аспекти. Но ако сме во нешто најслаби,
тоа е архивирање. Така. Навистина немаме архива. Вие гледате овие англиски групи, например, бендови, ти си со тоа се занимаваш. Они од првиот ден кога ќе се состанат сакаат да се фотографираат, да се снимаат своите проби, своите кај нас тоа не постои. Да. Не постои ниту во еден сегмент. Замислете дека оваа изградба на Скопје, освен пар прилози што се направени во одредени фази на изградба и нешто што го правеле заради своја самите архитекти, односно градежни инженери и тие компании кои ги граделе овие објекти заради од технички аспект, не од потреба да се архивира, едноставно нема ништо. И многу е тешко да се дојде до таа архива. Среќа Вардар филм поседува архива, која е многу значајна. Оние делови од земјотресот се во голема мера земени од филмот 63 на Велико Булаич и од други некои кадри од рушењето на зградите после земјотресот, што морале да бидат срушени, што ги прави Вардар филм. Исто така Вардар филм има доста снимено материјал во 40-тите, 50-тите, 60-тите години, значи има архива. Клучна улога на таа куќа било архивирање. Пред да се случи Фросина и да почне организираното филмско производство. За среќа постои таков материјал и за среќа кинотеката на Македонија многу посветено ги чува тие материјали. Но тоа е сепак многу малку. Многу малку за разлика од било каде во окружувањето, например Србија, Грција, Бугарија, да не зборуваме за западниот свет. И си ставен во позиција да селектираш од тоа малку што е, нели? Не можеш да селектираш, едноставно мораш да употребиш речиси се и да ти недостасува. Брутализмот е архитектонски стил кој го одликува градењето со бетонски блокови, симплистичко, минималистичко, еднородено гледање на модернизмот, односно популарно во периодот, нели, помеѓу 50 и 70 години на 20 век. Колку овие волуминозни изданија, изградени од бетонски блокови, ти делуваат како некаква урбана дистопија од иднината? Искрено, мене овие објекти не сега никогаш не ми делувале дистописки. Добро, окей. Напротив. Добро. Прво, од две причини. Прво, јас убаво се сеќавам кога тие беа живи. Добро. Јас, да речеме, мојот факултет, речиси воопшто кога имав за учење, не учев дома, туку учев во универзитетската библиотека. И имаше многу други луѓе што тоа го правеа. Така. Дома некако не можев да се концентрирам. Таму таа колективна концентрација многу ми помагаше. Океј, супер. И тоа беше супер еден ритуал за мене. Си одев на факултет, па потоа од таму во библиотека, па ќе си ја земам таа литература. Исто така се сеќавам дека многу пати често одев во пошта и бев член на таа поштенска штедилница, имав таква книжка, кога некогаш патував или татко ми кога едно време работеше во Германија, ќе ми пушташе пари таму, некако па одев да си ги подигнам. Имав разни причини зашто да одам во таа пошта. Добре. А да не зборуваме и за факултетот подоцна каде што студирав и така натаму. И ги живеев тие објекти. И воопшто никогаш не ги доживав дистописки, напротив, ги доживав и онака како што во нарацијата во самиот филм говори, блиски, топли и приемчиви. А каде ја наоѓаш таа топлина во фузијата помеѓу бетон, железо и стакло? Каде ја препознаваш? Затоа што напомена дека за некого може да бидат инертни и нехумани, нели, немаат орнаменти, немаат, не знам, накитеност. Каде ја наоѓаш таа топлина? Па во формата. Добро. Она што за Скопје е интересно и што знаете како многу луѓе ќе се пофалат дека и во нивниот град има доста бруталистички згради, да речеме луѓе од Бугарија или од Романија. Так. Но тие луѓе, вака скопски речено, може да се сликаат во однос на квалитетот и не велам на квалитетот на изградба, него на естетската вредност на архитектонските на архитектонската обликуваност на голем дел од скопските објекти. Мислам дека нашите се многу квалитетни во таа смисла, во една суштинска естетска смисла. Дека тие градат приказна и за себе и во некоја меѓусебна поврзаност, што се разбира, сите знаеме и тоа го зборуваат и луѓе што се стручни за тоа дека таа е недокрај изведена и дека е нецелосна и така натаму, и тоа е фактно. Сепак во однос на се друго што ние имаме или повеќе подобро кажано немаме, можеме да кажеме дека брутализмот е се уште и покрај се вистинскиот белег на Скопје. Го напомена факултетот, односно напомена УКИМ, таму и ти јас имаме завршено. Бифето каде што имаше алкохол беше, нели, центар на збиднување, каде што
На филолошки е, не на филозофски. Само тука една дистинкција мора да направиме како во филмот што беше напоменато. Од лево е, значи е од филолошката Морам страна. да ви кажам, вие што сте филолози, вие сте само кираџи во филозофскиот факултет. Од наша страна. Не, беше, не, во секој од случај. ваша страна вие може да мислите што сакате, но вистината е таа. Филозофскиот факултет е еден и единствен, тоа е филозофски факултет и бидејќи филолошкиот факултет нема своја зграда, морало некаде да биде сместен, па овие од филозофски биле така доволно. Никогаш нема да ја разграничиме ова, we agree to disagree тука, ама ајде, така нека биде. Меѓутоа, тие ходници, тие коридори, сме поминувале илјадници часови, таму се фантазмагорични. Значи, тие сами по себе, сум ги барал на други факултети кога сум одел, меѓутоа не сум можел да ги најдам и чудно ми било зашто ги нема на други факултети. Какви спомени ти будат тебе кога се движеше повторно, со оглед на тоа што мораше нели да се вратиш назад на факултет и да ги снимаш тие кадри? Какви спомени ти навира? Па многу добри, искрено. Добре. Мислам, тоа стварно навистина е еден феноменален објект, иако многумина сметаат да речеме стручната фела можеби не му предава големо значење, но ја можам да го посведочам тоа дека таму сум се чувствувал феноменално. Так. И се она што е искажано во филмот, не само за аулата, Да, која што? за незината акустичност, дека е таа така едноставна, приемчива, добро смислена, а при тоа не делува страно и не се чувствувате како изгубен во тој простор. Да, во тој светлината хол. го прави своето, нели, со продирањето. Тесните ходници воопшто не се тесни, тие се предлуѓаат тесни, тоа е интересно. Примерно тоа за снимање е многу интересно. Секако. Впечатливо. Не знам, за мене секогаш тоа било нешто што сум го примал како едноставно како една нормалност во наводници. А железничката станица планирана со продавници, библиотеки, киносали, што бев изненаден за тоа дека е планирано да има киносали и поврзување со ГТЦ по воздушен пат, што е прилично футуристички. Колку овие замисли се остварливи во теорија или во пракса? Со оглед на тоа што ако би постоеле киносали, значи сепак изолација треба звучна тука и тоа прилично квалитетно со оглед на. Па добро, сега треба да биме свесни дека луѓе од Јапонија тоа го правеле, тоа е прво. Добро. Второ, мислам дека нашите политички чинители од тоа време биле тотално несвесни за каква иднина на овој град му е потребна. Okay. За разлика од овие јапанци што биле многу посвесни. Така. И тие проекти не се доградени заради проста логика, една локална проста логика, дека тоа е веројатно непотребно. Не е тоа заради немање пари. Кензо Танге, идејата на Кензо Танге е Скопје да има S-бан, она што има Берлин S-бан, тоа е надземна железница. Супер. Што тоа значи? И дека луѓето од Драчево, Ѓорче Петров, Скопје Север, Влаје, Така. и од многу други места ќе доаѓаат од Зелениково и не знам каде се, ќе доаѓаат, значи ќе патуваат со воз, Одлично. што е многу брзо, И практично. едноставно, практично, возовите собираат многу повеќе луѓе, многу е поеколошки, Така. затоа што електричните возови во тоа време се нормално реалност. И тука не станува збор за железничка станица, туку станува збор за комплексен транспортен центар каде што се судираат сите сообраќајни врски. Од тука вие патувате до аеродром, дали со воз, дали со автобус. Тука е меѓународната автобуска, односно меѓуградската автобуска и меѓународна автобуска станица. Тука се пероните за возови што одат во неколку правци, мислам од тука одат во два правци. Значи тука тоа е центарот на сите транспортни комуникации. И се разбира дека тука има простор за кино. Има простори за продавници, за фризерници, за секакви други потреби, за хотели да не зборуваме. Сето тоа било замислено, но едноставно дете за жал не се случило, не заради тоа што за тоа не постоел буџет, него едноставно не постоела свест и политичка волја. Затоа што некои сметале дека е тоа бесмислено. И тоа е најголемата грешка што се случува, затоа што кога веќе било така, требало воопшто и можеби и да не се почне со тоа. Аха, ако веќе таква цел се има. И да не зборуваме за една најголема предност што овој транспортен центар и оваа железничка станица ја носи со себе. Јас сум малку постар и се сеќавам дека во Скопје порано имаше рампи на разни места. Имаше рампи во Кисела вода, имаше рампи во Капиштец. Имаше рампи и на други места, не се сеќавам точно, но секако на кај Радишани, бидејќи имавме некои пријатели со моите таму, поодевме со кола, имаше рампи на разни места. Едноставно рампите исчезнаа во Скопје.
А не е тоа мала работа. А не, се појавија на катните гаражи тие рампи, очигледно си го најдоа своето друго место. Тоа се други рампи. Од друго време се тие. Меѓутоа имаш и во поглед на објектите кои што ги опфаќаш, поголем простор е оддадено на волуменозната пошта, се разбира. Меѓутоа краткотрајна е посетата на пример музеот на современа уметност во рамките на филмот. Со неколку кадри само е вклучен. Намерно беше тоа така или? Ние се Скопје има многу интересни објекти. Кога велам интересни, мислам бруталистички објекти, тоа е нашата тема вечерва и на филмот. Например, многу мина велат, па зашто архивот него обработивте, тоа е едно ремек дело на Добро, непристапноста на Константиновски, да. Не, тоа не е фактор, не. Едноставно ние се одлучивме за 4 објекти кои се значени од повеќе аспекти, не само по својата архитектонска вредност и скулптуралност. Добро. Мене исто така ми е многу интересен објект, иако тој малку се споменува и во теоријата и меѓу таа стручна фела е хидрометеоролошкиот завод. Океј, добро. Кој мене ми е лично вака многу драг и интересен. И разни други објекти, како што се некои средни училишта, градинки и така натаму, но едноставно нема простор за еден филм кој не може вие да отупите и да направите. Би можело тоа се направи некој документаристички серијал, ама тоа е во некоја иднина може да го направат некои луѓе што ќе имаат амбиција за тоа. Но ние се ограничивме на 4 објекти. Сега музеот на современа уметност сепак има едно свое значење. Може би повеќе тоа е лично, затоа што е тоа простор каде што и самите многу често сме навраќале. Така. И има една посебност во неговата архитектура, но и во неговата содржина и самата колекција што тој ја чува. А клучна беше паралелата, таа една урбанистичка аномалија или контрадикција, каде што музеот е сместен онаму каде што би требало да биде некој административен објект, така, а на местото на најатрактивната локација на Скопје, каде што би требало да биде музеот по секоја логика, каде што да речеме, ја спомнав пред некое време Тейт Гелери во Лондон, таа се наоѓа токму покрај реката. На најатрактивното место, таму е сместена поштата, што е крајно нелогично. Тие работници би можеле да додат таму горе и да сега ако веќе збориме за тоа. И Ацо Станковски се сеќавам своевремено имаше многу добра идеја. Он секогаш имал добри идеи, сега некои тие не биле баш многу лесно остварливи. Јасно. Некои биле премногу откачени, можеби контраверзни, но имаше една многу добра идеја дека треба на овие со политика што се занимаваат пратеници, влада, да им се изградат нови објекти на булевар Словенија. Тоа беше тогаш нов булевар кога оние заговараше таа идеја, каде што сега има некои салони за коли, Порше и така натаму, и некои други ствари. Дека таму и они можат таму да си патуваат и да си бркаат работи, да не ги гледаме тука низ град, а собранието. И пред се собранието да биде еден музеј, каде што ќе се стави и личи на убав музеј, нели? Апсолутно. Каде што ќе има галеријски простор и простор за други намени, за филмски проекции и така натаму, а исто така и овие други административни објекти да станат некои културни установи, места за концерти и така натаму. Се прифаќа. Од наша страна се прифаќа, ама од страна на овие тешко ќе се прифати. Па добро, ако веќе им плаќаме за да може да се возат каде сакаат, убаво би било да отстапат барем простор во срцето на градот. Па види, тоа ти што го говориш, тие не го разбираат така, они повеќе сакаат да мислат дека тие нас ни плаќаат. Тешко. Се избраници од страна на народот, а не обратно. Студентскиот дом Гоце Делчев, во кој ги посетував моите пријатели екипата која пред една деценија го сниме одличниот Зелени ѕидови црна храна од Сандра Ѓоргиева и духот на девојката која што го крива куферот по скалите, мислам дека се уште може да се наслушне во ходниците на овој дом. Кажи ми зошто реши да ги вклучиш извадоците од овој филм за потребите на твојот? Па ние сме многу благодарни на Сандра што ни ги отстапи тие материјали, едноставно монтажерот ни посочи дека постои таков материјал. Ние не бевме свесни, но тој го знае материјалот од неговите студентски денови, претпоставуваме ли така нешто. И ни го посочи тој материјал и тој материјал ни заврши работа, бидејќи не можевме денеска да снимиме таков материјал. Тоа е една суп архива, да речеме, до која дојдовме и затоа и се заблагодаривме на Сандра и на шпицата.
Супер. Така што младите режисери од секогаш биле заинтересирани, мислам дека Вардан Стив дека го екранизираше како испитна вежба за документаристика. Така што младите режисери барем во почетоците на нивната кариера ги оживеале духовите нисходи. Нормално е младите луѓе, како и сите луѓе се го третираат она во кое со кое се обкружени и во кое екзистираат. Така. Брутализмот бара минимална грижа од човекот кој го користи, а за возврат му нуди долгорочност и неунишливост. Воспротивно ќе се сведе на денешната негрижа и почне да се распаѓа. На што се должи тоа незаинтересираност и негрижеливост, реци? На непостоење на елементарна свест прво за културните добра. Веројатно од истата причина ние изгубивме голем дел од нашето културно наследство. Дозволивме дивите копачи да откопаат работи, да ги продадат во странство и ние да гледаме само како тие се продаваат на аукции, на содби, на некои интернет аукции и така натаму, некои работи што се извадени и ископани во Македонија. На истиот начин ние изгубивме, да речеме, оваа македонска радио телевизија, за жал изгуби голем дел од снимките што се фундамент на тоа што се нарекува македонска нација, а се, да речеме, некои езги, чалги, народни песни и така натаму што беа снимени овде, па снимени на магнетни ленти, па исчезнаа од куќава затоа што некој мислеше дека е попаметно да ги чува дома, па тие луѓе кој знае каде завршија. Камо да ги чувале, така? Па тие можеби ги чувале, ама кога тие луѓе починале, тие после нив едноставно ги раздале некаде, никој не, Господ само еден знае каде се. Се надевам дека нешто од тоа ќе може и така да се врати и да се прибере. Голем дел се уште постои тука, но тој не е дигитализиран. Истото важи и за огромна културна дигитална архива, односно електронска архива што македонската телевизија имаше, а ја има загубено затоа што ние никогаш кога бараме архива за одредени проекти ни се предучува дека таа не постои, па мораме да ја бараме од странски извори и така натаму. И така да од истата таа причина, мислам дека и како што ги губиме селата и таа автентична селска архитектура, како што ги губиме главните градби во градот кои се од пред земјотрес на Скопје. Еве, да речеме, баш пред некој ден случајно разговарав со некои луѓе во врска со овие хотели кои се собственост на Македонија Турист. И тоа се хотелите, на пример, хотел Јадран, така наречената арапска куќа, или хотелот Бристол. Тие хотели или хотелот Средноводно. Ете, тие три зданија се од три различни периоди. Сите три се своевидни ремек дела. Сега, помалку или повеќе. Кога велам ремек дела, не мислам само од архитектонски аспект, него велам ремек дела од секаков архитектонски, културен аспект, урбан аспект. Имаат своја историја, своје значење. Тие сите три се во функција. Прашањето е зошто се во функција. Самото нивно исклучување од функција, со тоа тие се уништуваат. Значи, дали идејата тие целосно да се уништат и да исчезнат? Или да се препродаде земјиштето на некој што па не знам, тие се во приватна собственост. Ја не сега со овој разговор не сакам некого да обвинам. Да, јасно. Може би постојат и други објективни причини што едноставно не ги знаеме, шпекулираме, но тоа вие видите во некој друг град. Тоа не е нормално. Вие имате еве, замислете дека арапска куќа или хотел Бристол, да не зборуваме за хотел Средноводно, во едно хипстерско време во кое ние живееме, тоа би биле првите дестинации каде што странските туристи би сакале да престојуваат. Точно. Тоа е сето тоа е нејасно и мислам дека сето тоа се должи на една несвесност за уметничкиот, културниот аспект, естетската страна и така натаму на. И тука не се виновни секако собствениците или бизнисмените. Бизнисот е суров. Тука нема милост. Државата е таа која е задолжена да ги штити овие културни добра, без разлика во чиви раце тие се наоѓаат. Таа може да наметне услови, како што ни наметнувала порано. И тие може би се ставени под заштита, веројатно и се, но што со тоа? Државата е должна да изнајде начин. И уште еднаш ќе повторам, тоа еднаш го спомнав, ние сме без културна стратегија, особено во последно време, последниве години, ние сме комплетно изгубени во областа на културата, културното промислување и генерално ние живееме, ние сме нација без културна стратегија.
што треба да се поправи, што е можно побрзо. Сега, има едно големо арно ама во твојот филм, во кој денес има повеќе лебарки и глувци во железничката станица отколку патници и возови. Извираат поројни реки по секој обилен дожд во ГТЦ, кој може да го потопат дури и Милениум, ама барем нема да страда новиот проектор кој не верувам дека ќе го биде набавен и ќе може да гледаме филмови во скоро време. Никна еден куп згради помеѓу ГТЦ и железничка, така што ништо од спојувањето на воздушен дел, додека опожарени се телекомуникацијскиот центар, како што напоменал, универзална. Сајмот одамна се преобрази во трговски центар. Кажи ми во каква состојба се наоѓаат овие бруталистички зданија денес? Во катастрофална состојба. Тоа мислам дека и го спомнавме веќе, значи во една реално катастрофална состојба. Прво, никој не најде за сходно нешто да реновира. Па се треба да се реновира. Вие дома кречите од време на време. Факултетите не се пипнати. Да не зборуваме за тоа дека платото пред меѓу трите факултети е поплочено со некаква си како калдерма, тоа е од пред 15 на 20, не знам колку години. Тоа е еден тотален ужас кој на ниту еден начин не одговара на тоа сето. Да не зборуваме дека внатре постојат некои чудни решенија, како се местени тие клими, некои преградувања. Сето тоа е еден целосен ужас. И за среќа, овие објекти се толку стамени, што тоа лесно може да се поправи, само е потребно малку волја, посветување и ништо повеќе. Така, и грижа пред се. Скопје 2014 е еден антипод на брутализмот, кој што пропагира естетски конвенции на антиквизација и орнаментализација, која противречи на принципите на брутализмот. Што придонесе тоа за изгледот на градот? Па Скопје 2014 е еден катастрофален проект, но помалку е анахроно веќе да го критикуваме, затоа што тој претрпе многу критики, не само што претрпе многу критики. Постоеше и таа шарена револуција, многу протести, луѓе кажаа што имаат да кажат. Мислам дека најголемиот проблем е што никој ништо не направи во врска со тој проект. Едноставно требаше некои работи. Јас не велам дека парите што се дадени од граѓаните и сите тие објекти треба да се срушат. Мислам, јас сум последниот човек што тоа ќе го каже, но требаше да се направат некои од кога катастрофата беше случена. За тоа дека станува катастрофа, тоа не е спорно во меѓународната стручна јавност. Јас знам дека постојат луѓе кои сакаат да го оправдуваат тој проект и да велат, ама ете сега има многу туристи и така натаму. Можело и претходно да има туристи. Најверојатно имало. Може би и немало во таа мера. Не до такви тури до кои што денес ги имаме, меѓутоа се погледале. Да, но можело. Да не зборуваме за тоа дека бруталистичката архитектура е огромен, во неа лежи огромен потенцијал за тој тип на туризам. И тоа се можеби малку по-смарт, по-квалитетни туристи, ако така. Какви Македонија повеќе заслужува. Отколку некои изгубени кинези, со сета почит кон кинезите или изгубени германци, не е важно кои изгубени што гледаат во ова и едноставно не знаат дали е тоа направено пред 400 години или пред 40 години, не им е ни јасно, не е ни важно за нив. Важно им е да се сликаат и дека негде биле па да јадат кебапчиња. Така. Што исто така убаво се разбира, немам ја против ништо. Составен дел. Но тој проект Скопје 2014 имаше, освен тоа што беше прво, мене не ми е јасно за тој проект зашто не се направи на Гринфилд. Ке беше и поевтино. Добро. И ке беше поубаво. Замислете да се направеше некаде каде што нема ништо. Еве да речеме од онаа страна на Вардар, таму негде лево од Александар Палац, каде што е тоа познато скопско ловиште. Сега сум неук, тотален лајк за урбанизам и архитектура, но еве се си го зборам вака. Например, замислете таму да се направеше, тоа ќе беше интересно. Зашто мораше да се девастира ова се што постои, да се преуредуваат згради? Таму таа една зграда на ЕСМ кој беше своевидна транскрипција на некој бетонска транскрипција на Партенон, да речеме, ја така ја доживував, не знам дали е тоа точно. Сега некоја наистина лоша, без никаков вкус барокна зграда. За владата да не зборуваме, тоа е живееме во непосредна близина и се уште не можеме толку години помина да се помирам кога ќе ја погледнам. И за сите тие градби, едноставно не знам зошто од сето тоа имаше потреба, но ете, некој имаше потреба. Таа потреба се реализираше и
Го доби ликот кој што го има. Многу, па не, прашањето твое беше што таа, колку таа му наводи, колку му наштети, многу му наштети на скопскиот брутализам. Но без разлика на сето тоа. И што придонесе, да. Без разлика на пожарите и сето тоа, ние мислам дека треба да видиме што како генерација сме должни да видиме што можеме од ова да спасиме. А за да го спасиме вистински, тоа не значи да го конзервираме, напротив, треба да го вратиме во функција. Вие замислете дека шалтер салата од поштата, која е опожарена и не е во функција, ќе се најде сега еден нормален градоначалник на Скопје или, иако тоа е во домен, веројатно е на некој министерство, не знам дали е на градот, не е ни важно. Не е важно кој е тој политички фактор на крајот на криштата, тие имаат обврска меѓу себе да комуницираат и да си помагаат, да соработуваат, да ја направи една галерија. И тоа да биде галерија, може да ја стават под музеј Македонија, музеј на современа уметност и овие странскиве туристи што се врзмаат тука по плоштадот да ги носат во таа галерија да гледаат нешто. Точно. И тоа по можност да е од домашни автори, нели? Уште подобар туристички поглед. Седно, зошто не, тоа е идеален простор за Демјан Хрст да има изложба со неговите тела. Зошто не? Зошто да не? Во изборот на композиции на нивна изведба од страна на Дуња Иванова добиваме на трета димензија, не само наративната и визуелна во филмот, туку и се доловува стремежот и полетноста на обновувачкиот прогрес на Скопје, кој што станува, нели, летаргична станува музиката, кога ќе се напомене, нели, негрижата за самите тие објекти. Кои линии сакавте да ги следи дурскиот и молскиот избор, малтене, на музиката? Па Дуња, без разлика тоа што Дуња ми е сестра, јас ја поканив во овој проект, втор пат соработувам со неа на филм и првото искуство ми беше изворедно, тоа беше на еден краток филм Љубовникот, така, каде што имаше потреба од токму од таков еден ангажман. А овде за мене беше битно да се следи оваа архитектура со сите аспекти на нарацијата која е различна. Значи, од една страна таа музика да звони, да го има халот, да го има тонот на оваа архитектура, ако така смеам да се изразам, а од друга страна да ја прати нарацијата и да придонесе кон својвидна драматика. Бидејќи ова што ние го направивме е филм, тоа не е репортажа. Така. Без разлика што во него нема главен јунак, протагонист и антагонист, како што би требало да има дури во документарен филм, или не е важно да биде. Во овој случај тоа е градот и политиката. Градот, политиката, граѓаните, тоа се инстанциите, но музиката многу придонесува, значи целата таа драматика и таа негова драматуршка арка. Значи аспектот на една експозиција, еден подем, па потоа една криза, еден клеш, еден пад, една катарза, се случува преку музиката. И за тоа сум и многу благодарен, затоа што целиот избор беше неизин. И со оглед на тоа дека ние се соочивме со многу мал буџет во овој филм, авторските права не беше лесно да се обезбедат. И таа се обрати на своји пријатели, тоа се композитори современи чија музика таа ја изведува на некои нејзини концерти за да ги отстапат авторските права бесплатно. Мислам дека музиката е многу погодена во филмот и се надам дека ќе се случи некој концерт под наслов Време на бетон. Сметам дека таа треба тоа некаде да го изведе во некоја сала надвор од филмот и дека тоа ќе биде супер. По можност некоја од градбите. Тоа би замисли колку би било убаво, например, ете во шалтер салата. Пример. Нели би била комплетна приказната? Би било убаво само некој да зачисти пред тоа таму, па не. Па да, не личи баш, да. Луѓе да доаѓаат таму. Така. Сега доколку би го работеле, не знам, филмот еден Ерол Морис, еден Вернер Херцог, еден Ричард Линклетер или па ајде да речеме Майкл Мур, себе си би се стабеле во преден план и тие би биле тие кои што би биле наратори, и тие би биле тие кои што би говореле со оглед на тоа што би вклучиле нивни спомени, нели, од градовите во кои што тие се израснати, како што Линклетер и Мур го прават тоа во нивните филмови. Зошто ти одлучи Ристановски да биде тој кој што ќе води нарацијата на Звездан, а не беше ти тој кој што на поинтимистичко рамниште ќе се поврзеш со тоа што ќе ги кажеш твоите погледи? Па мислам дека одговорот на тоа прашање е мощно едноставен. Не би го правил тоа што некој подобро од мене ќе го направи. Во ред. Ја се разбира дека кога беше сниман неговиот глас, бев со него во студиото. И мислам дека неговиот придонес кон филмот е извонреден. Дефинитивно.
Него можам јас тоа подобро од него. Ако еден ден сватам дека можеби ќе се пробам. Океј, добро. Го напомена Ѓорѓе Клинчаров и процесот на снимање, кога се и регулирањето и контролирањето прецена на дроновите, кога се дронови во прашање, за ова не сме продискутирале, колку имаш па слобода за визуелна естетизација, за снимени кадри од дрон или па доминира можеби механичкото снимање? Сподели ми го искуството за снимање на овие кадри од тиша перспектива. Колку авторство можеш да дадеш во Јас 2007 година тогаш со филмот Превртено патував по фестивали и отидов во Брауншвајг, Брунсвик. Брауншвајг, тој е многу добар фестивал. Добро. По Германија. Кој не е голем, ама е многу значаен, многу интересен и секогаш имаат многу добра програма. И таа година во истата програма во која беше Превртена се појави еден руски режисер Иван Вирипаев. Се зборуваме за 2007 година, така, кога се уште дроновите не се масовно користени. Не, посебно не за снимање. Се уште не се викаат ниту дронови, не се наструјат, туку се тоа flying кемови и работат на метаетанол. Тој го имаше речиси цел филм снимено, зборуваме за многу нискобуџетен филм снимен во Русија, во некој таму тајги, во едно село во некој степи, ама снимен целиот така. Верувате дека станува збор за едно, ако имаш време, изгледај го, сега не можам да сетам како се вика, ама ќе го најдеш. Иван Вирипаев, филмот 2007 година. Така. Филмот е прекрасен. И тоа што е најинтересно е што тој постигнува неверојатна драматургија. Мислам, драматика, односи, длабочина на ликови и сето тоа што вака навидум би било, ако земеш да размислуваш со дрон да го снимаш, како ќе го постигнеш, го постигнува. Зашто? Затоа што просторот му го дозволува тоа. Местото на каде што е тој филм снимен, постојат луѓе, постојат села каде што луѓе живеат во бескрајно огромни простори. И тие простори овозможуваат друг тип на гледање на нештата. Погледот е секогаш во далечина, тој е ретко кога близу, бидејќи пред вас нема ништо. Може би такво чувство вака од нашето блиско обкружување може човек да има во Војводина, но тоа е сепак смешно во однос на ова за која јас говорам. Така да, паралелата ми беше сакав да кажам дека дронот може да биде орудие ако правилно се употребува. Важно е во него да се вклучи или исклучи атракцијата. Значи, ако ја вклучувате атракцијата, тогаш вие добивате атрактивен кадар кој има некаква смисла, можеби тоа е субјективен кадар на некој пилот или некое минување низ нешто или така натаму. Но можете да исклучите атракцијата и да го користите во една сосема друга смисла, само од аспект на обсервација, наблюдување на некоја ситуација или случување. И сакам да кажам дека зависи како ги користиш алатките. Сите алатки се добре дојдени, не треба тие да бидат исклучувани. Така. Постојат концепти како Догма 95 или модерните помлади филмски автори кои велат фар и кран не се потребни, тоа се глупости. И јас со тоа никогаш нема да се согласам. Така. Алат е алат. Нема негирање. Секој алат е добре дојден, само треба да се најде моделот како тој да се искористи. Со оглед на тоа што човечкиот фактор пред камерата е минимализиран, колку му беше поедноставно продуцирањето на Томи Салковски за разлика од другите проекти или тука имавте потреба од дополнително техничко? Сигурно многу полесно, бидејќи најтешко е со луѓе. Многу е полесно со ѕидови кога се расправаш. Не се будат многу, така? Да. Они немаат ништо да кажат. Така. Иако имаат уши. А од технички аспект имавте дополнителна опрема, потреба за набавување или Па имавме, да, се разбира, но како што кажав и неколку пати, станува збор за нискобуџетен документарен филм со прилично поголеми амбиции од тоа што има потенцијал како финанси. Така. Останаа сцени и објекти кои што не ги вклучивте во монтажата на со Дејан Смилевски или па сцени кои што ви го успоруваат темпото или не носеа ново содржина? Кога веќе го спомна Дејан Смилевски, гледаш ке заборев да го спомнам, морам да кажам дека сум исклучително задоволен од овој млад и исклучително талентиран и многу добар монтажер, кој е навистина посветен, точен, не се занимава со ефемерните аспекти на монтажата, се разбира се занимава, но тоа му е терцијално. За него е најважна приказната нарацијата, точноста, прецизноста на користење на сите овие
занатски аспекти на процесот на монтажа и мислам дека извонеден, особено во документарните филмови, ова е втор документарец во кој со него соработувам и сум исклучително задоволен, иако сум соработувал со Дејан Смилевски на други проекти од комерцијална природа. И сметам дека ќе остави, дека пред неговото време доправа доаѓа и ќе остави голема трага во македонската кинематографија како монтажер, можеби на ниво на тоа што некогаш беа Лаки Чемчев или Димитар Грбевски. Супер. Иако има, се разбира, и други многу сериозни монтажери од неговата генерација, но сметам дека он има една специфика која го прави вистински добар документарист. Океј. Знае каде да сече. Очигледно. И знае како да го сошие на најдобар. Тоа е најмалиот проблем, да знаеш каде да сечеш тоа. Мислам, тоа е важно, без тоа ништо. Тоа е една примерен инстинкт, примерен талент во монтажата, да знаеш каде е резот. Така. Оној што не знае каде е резот, тој не може да биде монтажер. Така. Но многу повеќе од тоа сакав да речем. Јасно. Ја знае големата слика очигледно на делото уште пред да го комплетира. Имаше премиеран во Фростина во МКЦ, се емитува таму и во кинотека, како што напоменавме. Во план е да се понуди на селекторите на филмските фестивали во странство, односно би го погледнале на домашните фестивали како Манаки и Македокс. Која е стратегијата за понатаму за филмот? Филмот сега се аплицира, продукцијата го аплицира на фестивали, на различен тип на фестивали. Најголем дел на оние што се занимаваат со архитектонски филм, такви постојат. Така. Мислам дека се уште не е почнато, бидејќи не е завршена интернационалната копија, но набрзо ќе почне, постои план за тоа. Филмот е даден во кинотеката на Македонија и МКЦ и сметаме дека е тоа сосема доволно за едно ваков тип на филм. Ова сепак не е филм што треба да оди во Синеплекс или во Кино Милениум. Нема ниту такви амбиции имал било кога. Исто така, тој ќе си го има својот пат во стручни установи, како што се различни академии кои се занимаваат со архитектура, архитектонски факултети, така, институти и така натаму. Секогаш има луѓе што им е интересно тоа да го погледат и овие во посериозните држави, во институции си имаат програми од таков тип. Едноставно тоа е неговата иднина и наскоро верувам за година-две ќе се појави на телевизија. Како и што треба. Кажи ми какви беа реакциите на младите, на пример, кои што не се растени во 70, 80 и 90, туку таа пост 2000 генерација и каков е нивниот однос кон брутализмот? Како доживуваат? Како странно тело, како својствено за нив? Како почет имаш да видиш? Па мислам дека тие млади луѓе што го гледаа филмот на премиерата, а и после тоа некои луѓе што ми се јавија или нешто ми напиша или нешто ми кажа, едноставно не знаеле многу работи. Значи не знаеле многу работи, тоа се должи на една неинформираност. Една општа неинформираност, како и за многу други работи, така и за ова, и мислам дека и во таа смисла овој филм ќе придонесе многу. Така. А докаде е работата на Белиот? Влезене во предпродукција? Што можеш да ми кажеш за премисата? Белиот е се уште во фаза на финансирање, Добро. но во една како да кажам, активна фаза. Добро. Ние работиме на состаноци со странски инстанции и така натаму, мислам веќе имаме обезбедено доста од тоа. Идејата е да се снима следната година, со Господ напред. Станува збор за комплексен проект кој се случува во епоха. Филмот се случува во 60-тите години, има еден мал дел во 40-тите години од минатиот век, но главното дејство е 62-63 во Скопје, Виена и малку Ниш, Србија. Значи станува збор за комплексен проект што окупира интернационален каст, чини доста пари и ние сме на добар пат. И ние сме на добар пат да го тоа оствариме. Супер. Преспав 8 сезона? Ќе добиеме после свадбата на Елена или? Не сум убеден, не можам да знам. Добро. И не сум докрај сигурен колку таа одлука би била исправна. Океј. Може би била, може би не знам, искрено. Важно е да се осети моментот кога точно треба да се престане со некоја работа. Се надевам дека ние ќе бидеме мудри, може би ќе размислуваме така, може би и не. Во секој случај оваа година мислам дека нема да има нова сезона. Океј, ќе оставиме за еднината. За крај кажи ми, Изи, што последно си погледнал, слушнал, прочитал, да пофалиш филм, да пофалиш албум? Што ти оставило последно почеток? Да ти кажам искрено,
Последниот филм што го гледав беше сега во Кан, бевме службено токму во врска со овој проект кој го подготвуваме. И го гледав на Макс фон Торн, новиот филм Девојката со иглата. И многу убаво си поминав. Иако имав грч во стомакот кој траеше можеби повеќе од еден час за време траењето на овој филм, бидејќи филмот е во таква една, извини на израз, заебана динамика направен, што е едноставно не пушта. Прилично е бизарен, но повеќе во драматуршка отколку во таа една хорор смисла, иако критиките се бават со неговиот жанровски аспект. Добро. Мислам дека хоророт е таму многу помал во наводници проблем отколку што е самата бизарноста во самата драма. И тоа е многу интересен филм што препорачувам да се гледа и мислам дека тој филм е баш скопски филм, ќе биде многу интересен. Би можел да го споредам со, да речеме, Реквием за еден сон, или со некои такви филмови што во Скопје оставиле трага и луѓето ги памтат. Скопје има таква публика. Мислам дека овој филм е баш скопски филм и се надам дека ќе се појави на некои фестивалите, да речеме на Cine Days. Да. Или на некој друг на скопскиот фестивал, уште поубаво. Одлично. Токму таму беше Requiem for a Dream на скопскиот филмски фестивал. Тоа го гледав последно. Го гледав и Кјука, филм во кој некако учествувам и како копродуцент заедно со Марија Димитрова од Македонија. Има таму и други автори од Македонија. Тоа е филм на еден млад грчки режисер кој е многу интересен. Барем е стилски необичен, во себе носи една нов дух, нова енергија, станува збор за едно лето поминато, како и сите лета претходно, едно семејство на еден грчки остров, на една плажа, на еден брод и така натаму, но станува збор за една, да речеме, фамилиарна интроспекција. Како еден нов вид на фестен, така се викаше на Винтерберг тој филм? На Винтерберг, да. Само многу понежно раскажано, без таа Ромеровски. Да, многу по-медитерански. Да, добро. Супер. Тоа сум гледал. Тоа ќе го очекуваме најверојатно и тој на нашите фестивали некаде да биде прикажен со оглед на тоа што беше составен дел од Кански исто така. Да, за музика не можам многу да се пофалам, нешто слушам во последно време. Го слушам овој Девендра. Бенхард. Понекогаш сум така патетичен по оваа Моли Нилсен, ја слушам нешто, ми треба тоа како за релаксација. Супер. Не сум нешто посветен искрено на многу нови работи. Го слушав новиот албум на Бликса Баргелд, на Einstürzende Neubauten, многу ми се допадна. Супер. Ми се допаѓа што се уште се продуктивни и постојат. А слушам и други работи, ама сега баш во моментов не ми текнува, слушам музика, слушам секој ден. И така и треба. И си фала ти многу што беше составен дел од емисијата, извини вака што избрзавме, меѓутоа времето не е кратко, ама мислам дека допревме до многу круцијални проблеми кои што ги заговара Време на бетон. Ти посакувам многу успех со овој филм, што е можно повеќе мина да го погледнат од различна генерација и да изградат свој сооднос со самата проблематика и убавина пред секоја што ја нуди брутализмот и да го спознаат тоа лице на Скопје кое што можеби е и нивен одраз. Фала ти многу, Златко, и да се заблагодарам тебе за оваа можност, за посветеноста што имаш, за овој твој ангажман во 103 заради ти си еден од луѓето заради кои се уште ова на некој начин постои. Се надам дека терестријално ќе се врати, некако дека ќе се успее во тоа, бидејќи тоа е многу важно. Така. И тоа, добра ти ноќ. Исто и тебе. На крај слушаме композиции кои што се составен дел и од новите албуми на Chelsea Wolf и од Молчат дома, ќе слушнеме нешто Zola Jesus и ќе завршиме со House of Harm и неколку обработки на Bauhaus, всушност, за да бидеме во составен дел на овој оквир кој што го поставивме на оваа рамка во рамките на музичкиот проблесок на оваа емисија. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 578 гримоа на Дансе Макабре и го враќам на полицата кои останатите изданија кои кријат тајните универзумот. Дојденото издање Дансе Макабре, гледајте го Време на бетон и не фрлајте со каменот на заборавот по брутализмот и бидете помалку обседнати со изгледот на сопственото тело и повеќе со телата на джиновите кои немо стражарат врз спомените на Скопје.